име презиме. Здраво, демократи! Браво. Здраво, Македонија! Здраво, народе македонски! Благодарам на поканата на председателот и на председателството и управниот одбор на демократи да ме поканат на кратко на овој момент на вистината. Моето име е Хасан Аметовски. Низ целиот град ме знаат како Хари. Еден од најпознатите бендумици во градот. Човекот кој што има дадено многу интервјуа, кој што има дадено милион апели до институциите на државата, до нашите раководни лица, каде што беа молбите за помош на ранливите категории, како моето пријателче што беше пред малку пред мене, лицето со попречен рст со посебни потреби, така тука во градот има и лица со социјални потреби, социјално загрозени лица, лица бездомници кои што ги гледате низ градот, меѓутоа за жал, како да се заразни, како да се, не знам како да кажам, лепрозни и што ја знам, ги одминуваме и се одминуваат, меѓу кои сум бил и јас до вчера. Фала му на Господа, почнав да се ресоциализирам со моето колку толку некое работно ангажирање, меѓутоа тие луѓе имаат потреба од помош, од храна, од облека, од топло кебе, а да не збориме дека им треба покрив над главата. Затоа што тука, кога ќе поминете низ овој поширок дел на градот, а и малце пошироко од центарот на градот, ќе налетате на луѓе кои што навистина имаат потреба од помош. Имаат потреба од топол збор. Имаат потреба од подадена топла рака. Имаат потреба од топло јадење. Имаат потреба од дадено срце кон нив, кон нас. Меѓутоа, не само во дадена ситуација кон бездомниците на градот, затоа што мене највеќе ме засега тој проблем, таа проблематика. Меѓутоа, сочувствувам и со моите пријатели, бидејќи ми е дадена шанса од страна на Црвениот крст на град Скопје да заработувам продавајќи го списанието лице в лице. И моите пријатели се лицата со посебни потреби и со попреченост, лица со социјално загрозен статус, на чии лица им паѓаат покривите дома, па им треба помош и така натаму. За жал, одредени институции кои што се надлежни за седо тоа не го прифаќаат и не сакаат да го видат. А ваму се удираме во гради. Секоја чест на одредени институции, Црвен крст, Дружение на граѓани или безност и така натаму, меѓутоа каде се другите појаките институции кои што облечени во своји костуми, своји вратоврски, со кондори од 200-300 евра, поминуваат покрај нас, не сакаат да ти даде пари за еден бурек. Живи срамотилаци. Наши дами и господа демократи, верувам дека ќе оправдате довербата на граѓаните на Република Македонија. Мене ме радува што сме северна, зашто имаме ние и јужна. Па нека мислат грците. Владата на Република Македонија, институциите, нека се удрат челот, прстот во чело и нека се удрат главата од зид. Значи, зборам и за позицијата и за опозицијата. Не напаѓам, никого не нарекувам ни бандит, ни фашист, ни ова, ни она. Значи, 32 години, 33-та година, јас, како жител, како млад, перспективен, зенечија, станав технолошки високометалски заводител. После тоа почнав и морав да почнам да работам приватно. За жал и тоа ми се скрати. Дојдов на Денежа да станам еден од луѓето кои што завршија на улиците на градот. Благодарение на хуманоста на луѓето како вас, добивав од време на време храна, помош и така натаму. Посебно за време на коронавирусот. Им благодарам за тој период.
Им благодарам и на Црвениот крст и на другите хумани луѓе. Прва и превентивна задача ќе го замолам председател господин Јорго Огненовски и останатите до него, што сме сите како демократи, кои што ја сакаме оваа наша држава, инаку да не заборавам да се представам, значи се представи по име и презиме, меѓутоа да кажам дека сум по националност босанец, по вероисповест муслиман, меѓутоа за мене сите луѓе се исти. Дали е ром, дали е влад, дали е православен, што и да биде, за мене е човек. Во сите нас тече крв. Сите сме родени од мајка и створени од татко. Посакувам успех на целата држава, посакувам младите да не одат и да си ја барат иднината во странските земји, туку својот потенцијал, својот капацитет, својата интелигенција да остават овдека заедно со сите нас. Дески напред, заедно со демократи.